Младите може да помогнат во процесот на помирување на балканските народи, беше речено на презентацијата на тема регионални предизвици, што во саботата се одржа во салата на Советот на општина Кочани. Предавачи беа Ивана Вучкова, координатор на проектот, Миле Левков, професор по право, и Илчо Лазаров, новинар, кој зборуваше за слободата на медиумите и нивното значење во процесот на ЕУ интеграциите. Идејата на програмата е да се поттикне мултиперспективна дискусија на теми кои се од релевантно значење за иднината на сите земји од бившите југословенски простори. Целта е со размена на искуства и идеи на учесниците од различни земји да се дојде до заедничко решение и да се констатираат конкретни мерки и активности кои треба да ги преземат младите како носители на развојот во секоја смисла. Моја задача беше како младински амбасадор за помирување, титула која ја добив после 5-дневно интензивната обука во Белград, да ги запознаам младите зошто е битно да имаме помирување на овие простори. Единството, како што знаеме, гради иднина, само така ќе бидеме посилни и само така ќе зачекориме цврсто кон ЕУ. На почетокот верував, така бев скептична, размислував дека имаме пасивна младина, меѓутоа немаме доволна иницијатива. Она е тоа што ни е потребно. Верувам дека понатаму кога ќе имаме повеќе млади луѓе, повеќе конференции од овој дел и младите повеќе ќе се собираат, ќе се вмрежуваат и на тој начин сите ние ќе придонесеме за едно градење на едно силно лидерство во нашата земја. Семинарот на младинските амбасадори за помирување на балканските земји што се одржа во Белград е во организација на Младинскиот комитет за образование на Република Србија со финансиска поддршка на британските амбасадори од земјите од регионот. Учесници беа млади професионалци од областа на правото, политиката, економијата, образованието од Македонија, Србија, Косово и Босна и Херцеговина. На крајот од презентацијата во Кочани беше објаснета улогата на меѓукултурната комуникација во процесот на помирување и беше кажано дека младите може да помогнат да дојде до подобрување на светот и да стане поубаво место за живење за секого, и тоа единствено со остварување на добра меѓукултурна комуникација.